Ова издание на Newsflash ке гледате. Русија разгледува можноста од придобивките со новата влада на талибанците во Авганистан. Колку младите писатели во Северна Македонија може да живеат од пишување? Кои се најчестите препреки со кои се соочуваат? Ново истражување покажува дека вакцините за коронавирусот нудат заштита од заразување и сериозна болест. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јованчо Наумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Американскиот државен секретар Антони Блинкен денеска ќе сведочи пред конгресен панел што го истражува хаотичното повлекување на американската армија од Авганистан. Републиканците и неколку демократски колеги на председателот Џо Бајден го нападнаа неговото раководење со повлекувањето на трупите, додека критиката особено беше нагласена откако 13 припадници на вооружените сили загинаа во самоубиствен бомбашки напад на кабулскиот аеродром. А од останатите вести. На истата тема, Русија ја разгледува можноста од придобивките со новата влада на талибанците во Авганистан. Имајќи ги во предвид сите можности и ризици, Маргарет Башир јавува од Обединетите нации. Иако официјално го означуваат Талебан како терористичка организација, Русија е ангажирана со нивните лидери со години, дури и ги има поканато во Москва. Во моментов нема простор за паника. Главно избегнато е крвопролевање меѓу цивилите. Ги повикуваме сите страни во Авганистан да се воздржат од непријателски акти. Москва имаше своја интервенција во Авганистан 1979. Незините трупи и помагаа на комунистичката влада во битката против исламските борци познати како муџахедини. Тоа што требаше да биде брза армиска операција се развлече речиси една деценија. По повлекувањето на советската армија, комунистичкиот режим во Кабул колабираше. Москва сака да се наметне сега кога има празен вакуум на теренот и тие ја оставаат амбасадата во Кабул. Мислам дека тие ќе бидат меѓу првите држави што ќе ја признаат власта на Талибан, иако засега сме далеку од такво нешто. Русија исто така има интерес да запре напливот на исламистички борци во Централна Азија и Талибан да спречи шверц на илегални опијати. Во меѓувреме, американското повлекување е подарок за ширење пропаганда од страна на Москва. Авганистан е важен на Москва да ја покаже слабоста на САД, но и да ја овозможи да превземе лидерство на други глобални жаришта. Конечно, јасна е целта на Москва – да го пополни вакуумот што го остави Америка и да го наметне влијанието врз регионот. Колку младите писатели можат да живеат од пишување и со кои предизвици се соочуваат? Нашиот колега Тоша Огњанов разговараше со добитниците на наградата Роман на годината. Дали македонскиот книжевен автор денес може да екзистира само од пишување? За ова прашање разговаравме со дел од домашните писатели од релативно помладата генерација. Без разлика за тоа колку имате успех, колку имате продадено тиражи или колку имате награди домашни и меѓународни, за жал не може да се живее од тоа и не можеме да кажеме дека никој од нас е професионален писател и дека само тоа го работи. Петар Андоновски и Фросина Пармаковска се добитници на наградата Роман на годината, а нивните дела добија преводи и во странство. Сепак не веруваат дека книжевното отворење дома е доволно за материјална екзистенција. Вака, од пишување може како широк поим, се има пишување по нарачка, пишување комерцијални текстови, меѓутоа од пишување романи или уште потешко од пишување поезија, например, се уште не може кај нас да се живее, баш поради тоа што сме мал пазар, мала читателска средина. Колку и да сте успешен како писател, тоа не е доволно. Годишниот конкурс од Министерството за култура засега е единствениот начин за стимулација на домашното творештво, особено кај младите автори. Секогаш кога ќе напишам нова книга, првенствено не сум сигурен дали ќе биде поддржана од Министерство за култура. А знаеме дека без поддршка за Министерство за култура издавање во речиси е невозможно. Тоа се, да речеме, некои средства што доаѓаат еднаш и не можат да го стимулираат авторот повторно да пишува, зашто излегува како, не знам, како една плата месечна, да речеме, нешто така, или две нека се. Силен стремеж на младите автори е нивните дела да добијат превод и што поскоро да стигнат до странските читатели. Во недостаток од доволна институционална поддршка, самите творци бараат алтернативни решенија.
Секој писател треба веќе да размислува во таа насока на себе промоција, што може да направи, па и по цена на соработка со други луѓе, нели? Книгата Мојот маж од Румена Бужаровска е еден од светлите примери за книжевен успех. Делото брзо си го најде патот до читателите надвор од земјата. Секогаш е многу битно авторот да го има своето дело преведено на англиски јазик, макар и онака да си го има на страна, затоа што ние не сме земја која што ги интересира странските земји и странските издавачи. Не сме атрактивни едноставно. Според тоа, тие не сакаат да ризикуваат со превод и пласирање на вашата книга ако тие претходно немаат прочитано. Сепак, и натаму нема доволно преведувачи од македонски јазик на странските јазици. Многу повеќе треба да дискутираме не толку за странските јазици колку за нашиот. Значи да се праќаат лектори во странство, бидејќи така се создаваат преведувачи. Лекторатите да заживеат, повеќе да се фокусираме на изучувањето на нашиот сопствен јазик во рамките на оваа држава, например. Министерството за култура има постојан конкурс за странски издавачи, што би се заинтересирале да објават дела од македонски автори. Мислам дека тоа е недоволно и дека самиот тој фонд не е доволно познат до странските издавачи. Од ресорното министерство пак нагласува дека конкурсот е активен во текот на целата година. Така во 2020-та имало преводи на 20 македонски дела на 7 јазици. Годинава пак до септември биле одобрени средства за превод на 29 дела на 13 јазици. Најчесто се преведувало на бугарски и на српски јазик, а имало преводи и на персиски и на арапски јазик. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Ново истражување покажува дека вакцината за коронавирусот не само што нуди заштита од заразување и сериозна болест, туку исто така може и да помогне во превенција на така наречениот долгорочен ковид. Од Лондон известува Хенри Риджвел. Менаџерот во фабрика од Јужна Африка Бредли Соломон се заразил со ковид во јули минатата година и минал повеќе од 20 дена во болница. Месеци подоцна се уште има тешкоти во секојдневниот живот. Понекогаш чувствувам како ја губам меморијата на 3 или на 5 минути и не се сеќавам што сум правела, исто така се уште кашлам. Повремено ме боли и грлото. Нема официјални бројки, но се претпоставува дека милиони луѓе низ целиот свет кои биле заразени со коронавирус страдаат од така наречениот долгорочен ковид, чии симптоми траат подолго од 4 недели. Оваа состојба се уште не е доволно проучена. Меѓу медицинските лица има варијации во поглед на признавањето. Мислам дека се уште им се вели на луѓето дека тоа е резултат на анксиозност. Некои лекари целосно не ја разбираат оваа состојба. Ново истражување на Кралскиот коледж од Лондон укажува дека вакцините за коронавирус го преполовуваат ризикот за долгорочен ковид кај малиот број на луѓе кои ќе се заразат откако ќе бидат имунизирани. Научниците го базираат истражувањето на британската апликација за ковид наречена Zoe, која ги обединува симптомите кои 1,2 милиони луѓе самите ги имаат пријавено помеѓу декември лани и јули оваа година. 0,2% од вакцинираните одговориле дека се заразиле. Од нив 5% навеле дека страдаат од долгорочен ковид, споредено со 11% од невакцинираните луѓе. Вакцината ќе ве заштити од заразување со вирусот, а исто така ќе ве заштити од симптоми и долгорочна болест доколку сепак се инфицирате. Резултатите ја поттикнуваат дебатата дали вакцините треба да се даваат и на децата. Друга неодамнешна студија од Британија покажа дека 1 од 7 деца страда од долгорочен ковид после заразувањето. Главоболките и уморот се наведени како најчести симптоми. Неколку земји, вклучувајќи ги и САД, веќе започнаа со програми за вакцинирање за децата постари од 12 години. Го гледавте Њусфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски од студиото во Вашингтон. Ви посакувам пријатен ден.